Значи, како и секоја година, и ова година традиционално, почетокот на годината ми причинува особена чест, задоволство да се сретнам, значи, со тимот во гинекологија Тетово и исто така во однос на овој почеток да можеме да ги видиме сите тие резултати на почетокот на годината. Значи, имаме прво бебе, имаме прво машково родено во оваа година 2019, како што кажуваат тимот на лекари здраво и убаво дете. И нормално на тоа семејство и на сите семејства им посакувам, значи, не само принови, туку и многу здравје и многу успех во ова веќе нова 2019 година. Исто така посакувам сите заедно да работиме за да имаме што подобар град со повеќе решени проблеми, со повеќе проекти, додека во однос на државата апсолутно сметам дека тоа што ни е многу важна како година е фактот дека оваа година треба да очекуваме да добиеме и покана за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија, што ќе значи уште една голема можност за сите граѓани на нашата држава. Инаку првороденото бебе во 2019 во Гостивар е женско. Се родило во Гостиварската болница 2 минути по полнок со тежина од 3 кг и 600 грама. Раководството на секторот за внатрешни работи Тетово, предводено од началникот Амир Далипи, вчера вечер ги посети дежурните екипи во полициската станица и полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај во Гостивар. Далипи поразговара со дежурните полициски службеници, се информираше за безбедносната состојба на новогодишната ноќ и им ги честиташе новогодишните празници со пригодни подароци. На моје име, како началник на СВР Тетово и на име на нашите колеги и раководители на СВР Тетово, како и командир на ПС Гостивар и командир на полициско одделение Чегран, на сите вработени и честитам нова година, успех, здравје и хармонија. Раководството на секторот за внатрешни работи ноќеска ја посети и Тетовската полициска станица, како и станицата за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Новогодишната ноќ во Гостиварскиот регион помина мирно, без регистрирани поголеми нарушувања на јавниот ред и мир. Во билтенот на МВР за Гостивар наведено е приведување на 2 лица на возраст од 24 и 22 години од Австрија, кај кои бил пронајден кокаин. Пријавен бил и еден физички напад врз жител на Бањица. Во Тетово рано утрово имало 2 пожари во објекти, повредени за среќа нема. Како што информира МВР, околу 5 часот на улица Борис Кидрич избил пожар во угостителски објект сопственост на 37 годишниот БМ. Половина час пред тоа на улицата Железничка избил пожар во подрумските простории во куќа сопственост на тетовецот МК. Пожарите биле изгаснати од противпожарна единица Тетово, а увид ќе се врши во текот на денот. Во текот на вчерашниот ден полицијата во Тетово регистрирала и сообраќајка со повредена жена. Околу 13 часот на улицата Никола Тесла, 31 годишниот ВФ од Тетово, управувајќи патничко моторно возило Сеат Кордоба со тетовски регистрации, удрил во пешакот АА исто така од Тетово. Жената се здобила со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во клиничката болница во Тетово пренесена била на скопските клиники. Ноќеска околу 23 часот од страна на полициски службеници од СВР Тетово на крстосницата меѓу булевари Линденска со улицата ЈНА сопрено било патничко моторно возило Голф со тетовски регистарски ознаки, управувано од 43 годишниот БС од село Добарце. При извршена контрола во возилото биле пронајдени околу 9500 петарди. Лицето било лишено од слобода и по целосно документирање ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера била пријавена и кражба во средното училиште Кирил Пејчиновиќ во Тетово. Од страна на непознат сторител со физичка сила бил отворен прозорец од училиштето, при што одземени се 5 мауси, 2 тастатури, разновиден алат, пехари, искинати биле неколку дневници, а извршено и оштетување во наставничката канцеларија и неколку училници.
ulici, stani malo, ni do jedne tebi nije stalo. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. I dok ovo srce kuca, za tebe će kucati. Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti. Tuđu želju kao kazu, sve do smrtnih nosi. I da vidimo ludilo, restoran Delfina. Samo za vas ovime. Izraš ako ne vino, malo što se ubila. Bezobrazno su zelene, tvoje oči ne vine, oči da ne promene, da mi se život obrne. Bezobrazno su zelene, pa ne znaš od mene, što nikom nije u svetu tvoj, pa še mi preko noćine, pošlo za rukom. Многу настани се случија во 2018 година за да остане неспомената. Тетовци ќе ја запаметат по сиромаштијата, безработицата и проблемите на градот. Со личните работи пак, секој различно се носи. Ги прашуваме како ја доживеа 2018 година и по што ќе ја паметат. Со политичка криза, со економска криза, со безработување, со тија лоповлуки, што да кажем, тие кражби, тоа. А на личен план нешто убаво ви се случи? Не, слабо, нема. Пензионер. Нешто нарочито нема. Со политички превирања, тоа е. А во градот или на личен план нешто? Тоа се на личен план. Како мислите тоа на личен? Нешто некоја убава работа во семејството? А за домашни работи имам убави.
домашни му бави. Што да паметим овде, бе? Сиромаштија е голема, бе, каква? Нема ништо од тоа. Че паметиме хигиената. Реката е за никаде. Градот никаде. Ништо нема од тоа. Само за најлошо могу да го запаметим. Иначе за друго што? Например, Например за све. Нема ни работа. Работа без пари. Треба да работиш од некога без пари. Значи ти дава 250 евра као сироче. Кај и бега омладина, па мора да бега. Зашто? Нико не гледа шта работи ова младина. Дали е осигурувана или не е осигурувана. Или како, што да прави. И да бега, па мора да бега. Тоа е тоа. Иначе за други, можеш да ги запомниш за дупките у град, колко сакаш за гужва, да ти земају по 150, 1500 денара за кола да ти ги вежат, за тоа ќе го запомним. Све по-старо било, исто се надевам и на другата година, не очекувам нешто да се нешто во смени. градот што се случуваше, што ќе ви остане во сеќавање? Што ја одбележа 2018? Сиромаштија, незадоволство кај луѓето, тоа. По ништо лошо све, што да паметиме. Што го ја одбележа годината во градот на личен план? Па у градот хаос е. Сообраќај, загаденост. Други работи нема. Луѓе бе преокупирани со домашни проблеми. Друго нема. Просто по сите тие што има развија тие незгоди, тие во парламентот, тие фатерици што се беа нема ништо. Тоа тие, по тоа највише го памтим. Па најмногу поубави работи. Убавите работи остануваат во сеќавање секако. Да, и во фамилија и така. О, што? Во гужва голема, што ти кажа? Друго не знам, ние не сме овде, ние сме во Швајцарија. Не сме овде, доаѓаме мало идеме. Гледаме овде, ова е катастрофално. Многу скапо. Многу. Поскапо него таму. Тешко на овие овде. И за вас е тешко. Многу е скапо и многу прљав градот. Многу. Па добро, мислим добро поминавме. Очекуваме во 2019 подобро да биде за свите и среќна нова. По што? Па по све нешто убаво. За лошо не е време. Да биде до година поубаво, повесело, на сите многу здравје, среќа и радост, на младите уште појче и тоа е. Сите мисли сега се насочени кон 2019 година. Анкетираните граѓани со надеж за подобра година од претходната, но дел од нив се и песимисти. Дај Боже да буде добро за сите. За умладината, иначе јас сум стар човек, али за умладината да има работа, да има берекет, да буде берекетна година. Дај Боже да се упамете овие политичарите, мало да мислат на овој народ, не само за себе. Иначе доста само за себе. Малку и за нас. Па чекам, ако нешто овја Европа интервенира Америка да се среди некоја работа, барем корупција да се среди, барем да има закони, да има правда, да има тие работи. А од следната година што очекувате? Ништо. Да биде подобро? Не верувам. Многу тешко прашање. За на личен план очекувам среќа, радост, веселби. А политички друга работа. Ќе видиме што ќе се деси. 19 на секого пожелуваме се најубаво и себе си, што друго да се каже. Има мир и слобода. Тоа е. Од 2019 што очекувате? Ништо не очекувам. Скептичен сум. Здравје, сиромаштија. Од тоа толку. А во 2019 што очекувате да биде Уште подобро? Петар може да биде. Се преокупирале со име, со ова, НАТО, ова ништо нема. Ни економија, ни млади вработување нема. Бега у странство. Тоа е. 2019 чекам да се оправи работава. Да виде како се тебе држа, а не ваќе без веза.
Па исто се најубаво напредија и во општеството, и во фамилија. Па дај да биде подобро со политикава, со све, нормално. Нормално тоа кој сака. И ово да се расчисти мало ова. Да се расчисти градов, да нема кавги. Многу има пропаганди тоа, да нема тоа. Сите да бидат братство и единство, ништо друго. Тоа е. Времето денес беше сончево и студено, со слаб северозападен ветер. Утринската температура се движеше од -4 до -2, а дневната од -1 до 3 степени. Од среда кон крајот на денот се очекува ново наоблачување, проследено со врнежи од снег кои ќе продолжат и во четврток. Утринската температура ќе се движи од -6 до -2, а дневната од -1 до 5 степени.